Невремето повторно го опустоши Лозово. По ветрот и градот сега дождот го уништи и она малку што земјоделците успеа да го спасат предходните денови. Најкритично беше во селата Ѓуземелци и Милино. Цела ноќ местното население се бореше со надојдената вода. Штетите се огромни, тешко дека ќе може да се надокнадат, се жалат земјоделците. Многу лошо беше. Тоа катастрофа. Многу лошо. Многу вода падна, над 100 литри има вода, 20 се спасиме, од вода. Синоќ улегнаме во вода, у двора, у гаража ме улегна, до колена вода имаше. Па како нема штети? И бавчи поплавени, и пипери, патлиџан. Ломе тоа, катастрофа е. И да сакаш нешто сега да... Тоа нема, се е покриено. И наше село, и ова народното село Милино, нашто се вика Ѓуземелци. Огромна штета. Тоа е, еве го, самите гледате. Еве го доле, сега синоќ багер дојде чисти. До доцна во ноќта со механизација се расчистуваа наносите од кала и песок што го блокираа локалниот пат меѓу Милино и Ѓуземелци. Брзата интервенција на надлежните спаси и човек на кој му било неопходна медицинска помош. Направени се на човечки напори и еден дел од патот веднаш бил приспособен, така што со брза помош болниот успеале да го транспортират до блиската болница, објаснува градоначалникот на Лозово, кој денеска повторно правеше обиколка на регионот погоден од невремето. Оштетени се лозови насади, оштетени се насади од тутун. Како што може да забележите, ова е нов лозов насад. Тука целиот е оштетен, уништен во целост. Она што можевме ние да го направиме како локална самоуправа, да излеземе во пресред на граѓаните и да го исчистиме патниот правец Милино Ѓуземелци, кој беше целосно блокиран од кал и од песок. Денеска водата во Лозово не е за пиење, а од општината ќе побараат со цистерни да се доставува до местното население. Моментално водата е заматена, бидејќи има мешање на подземните води и денеска нема да биде за пиење, меѓутоа во текот на утрешниот ден исто да ќе биде способена за пиење. Во рок од 8 дена ова е трето невреме што го зафати Лозово. Уништени се неколку кровни конструкции, пластеници, соларни панели, автомобили и многу земјоделски посеви. Од денеска граѓаните може да пријавуваат и штети од невремето што се случи викендов.